Добар ден на сите. Значи, седница на Комисија за безбедност, Совет на општина Битола, 4.3.2024 година. На дневен ред предлагам една точка, тоа е информација за безбедносната состојба на подрачјето на полициска станица Битола во текот на второто полугодие од 2023 година. Кој е за ваквиот дневен ред, ќе ве молам? 5 за. Тука е денес присутен командирот на полициска станица Битола. Ќе го замолам да не информира околу извештајот. Повелете, командире. Добар ден, почитувам председател на Комисијата за безбедност и членови на Комисијата. Ќе ве ја представам информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Битола во текот на второто полугодие од 2023 година. Активностите на полициската станица приоритетно беа насочени кон одржување на добра и стабилна безбедносна состојба, намалување на тешките кражбите и разбойништвата. Во однос на јавниот ред и мир, полициската станица има констатирано 217 прекршоци, во кои биле сторители 306. Поднесени се сите барања за поведување на прекршочна постапка 217, значи немаме нерасветлени и нерасчистени прекршоци. Најзастапени прекршоци според видот се физичките напади 46, учество во тепачка 13, фрлање и кршење на разни предмети, присуство на малолетници во гостителски објекти после 24 часот и други прекршоци. Местото на извршување на прекршоците најголем дел се во градот и потоа се во селата. По однос на старосната структура на сторителите, состојбата е следна. До 16 години немаме прекршители на прекршоци. Од 16 до 18 имаме двајца и најголемиот дел се над 25 години. Исто така поднесени се и барања за поведување на прекршочна постапка и по други закони. Против законот за оружје, законот за лична карта, законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски надпревари. Во однос на криминалитетот, од второто полугодие од 2023 година состојбата е следна. Имаме намалување на тешките кражбите и разбойништвата. Со бројки е следно: тешки кражби 2023 62, 2022 184, кражби 20, 2022 66, разбойништва 3 со 6. Има зголемување на насилство врз дете. Тука имаме 31 кривично дело. И со така констатирано и точење алкохол на малолетници во гостителски објекти. Спроведени се бројни акцијски контроли, ќе ги набројам неколку, се постапува заедно со УЈП, Државниот пазарен инспекторат и Трудовиот инспекторат. Се постапува и со Центарот за социјални работи, при што при контроли констатирани се кривични дела во однос на запуштање и малтретирање на дете по член 201 став 1 и 2 од Кривичниот закон, како и по законот за прекршоците против јавниот ред и мир по член 24 питачењето. Исто така извршени се и акцијски контроли со наведените инспекцијски органи во отпадите за секундарни суровини, при што констатирани се одредени неправилности и од нивна страна, од страна на инспекцијските служби, ќе бидат поднесени соодветни платни налози за констатираните прекршоци. Во однос на безбедноста на патниот сообраќај, бројот на сообраќајните незгоди е во намалување. Се случиле 126 сообраќајни незгоди. Од нив 86 сообраќајни незгоди се со потешки последици, а 34 се со материјална штета. Во сообраќајните незгоди животот го загубиле 6 лица. 86 се здобиле со телесни повреди, од кои 22 лица со тешки телесни повреди и 64 лица со лесни телесни повреди.
Поголемиот број на сообраќајните незгоди се случил во населени места, 80 и 46 на отворен пат. Како основни причини за настанување на сообраќајните незгоди се непочитувањето на сообраќајните правила на возачите. Против сите прекршители во патниот сообраќај до Основниот суд Битола и Комисијата за одлучување по прекршоци при СВР Битола поднесени се 3165 барања за поведување на прекршочна постапка. Издадени се 5598 прекршочни платни налози, од кои наплатени се 2946. Исто така, полициската станица за безбедност на патниот сообраќај работи на превентивен план со преземање на следните мерки. Контролирани се 20.706 возила и возачи, од кои исклучени се 215 возила и 1638 возачи, поради неисправност на возилата и непочитување на сообраќајните правила и прописи на возачите. Алкотестирани се 8485 возачи, од кои 888 покажале знаци на алкохолизираност. Исто така реализирани се бројни републички, локални и зајакнати акцијски контроли од страната на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Полициската станица Битола исто така спроведува и бројни превентивни активности, како што се соседска патрола, како сте на кафе кај соседите, нови згради, нови жители, бизнисот и безбедноста, за спортот заедно, мојот полицаец и застани и разговарај. Постапувано и по превенција и заштита од пожари. Одржани се голем број на состаноци со Дирекцијата за заштита и спасување, Јавното предпријатие Македонски шуми, Шумската полиција и Центарот за управување со кризи, со цел навремено и заедничко постапување во однос на појавата на пожари. Бидејќи следи период на зачестени палење на стрништа од страна на земјоделците, контролите и мотопатролите према руралните средини кои гравитираат према град Битола ќе бидат во овој период зајакнати. Значи, има зајакнати полициски патроли во однос на палење на стрништа, од кои можат да бидат предизвикани и поголеми пожари. Безбедносната состојба, податоците се тие. Ако има некој нешто да праша, може слободно да поведе. Благодарам. Дали некој од колегите има? Само извинете, не кажав дека во однос на криминалитетот, па што беше пуштена првата информација, податоците беа технички грешни, испратена е нова информација и затоа се пречитани овие податоци. Добро. Тоа го направивме денес, да речеме. Јас само едно кратко прашање имам. На 13 декември имавме тука еден состанок со Советот за превенција. Ме интересира вие како командир имате некаква информација дали од тој состанок до денес се превземени некакви мерки, бидејќи тука имаше исто и за безбедноста во сообраќајот, и за локалите, и за малолетниците. Имавме неколку предлози, мене ме интересира сте имале некаков состанок, сте добиле некои насоки, нешто од тој состанок до денес. На тој состанок бев освен што отсутен. си кажавме сите ние, да, мислам знам дека бевте, меѓутоа беше на многу повисоко ниво, имаше и од ваша страна имаше безброј забелешки. Мене ме интересира дали ние како општина нешто сме постапиле и дали вие имате нешто дополнително побарано. Мислам, ова е без некоја намера, чисто ме интересира, бидејќи еднаш годишно го држиме, за разлика од другите општини, каде што можам да речам дека негде секој месец се држи. Ме интересира дали нешто има напредок во тој дел. Ние во однос на нашите постапуваме, а конкретно за тој состанок, кои насоки се даени, кои мерки треба се преземат, не сум запознат. Да. Друго прашање? Ако немаме прашање, тогаш да преминеме на гласање. Кој е за ваквата информација биде усвоена? 5 за, против нема, воздржани нема. Комисијата е завршена. Благодарам.